Пазар на лекови на социјалните мрежи. Ве молам дали некој поседува вишок количина од ремдесивир, итно е потребен. Некој во групава кажа дека има вишок ремдесивир, дали се уште го има. Итно е потребен за човек хоспитализиран во 8 септември. Статуси со ваква содржина речиси секојдневно се споделуваат на интернет. Пациенти заразени со COVID-19 и нивни блиски роднини во паника молат за помош, како да набават одреден лек кој не е достапен на пазарот. Преку илегални канали во странство се купуваат лекови за кои се верува дека помагаат во борбата против COVID-19. Сумите се солени, а она што ќе остане се препродава во обид или да се помогне некому или да се поврати дел од вложените пари. Бев во лоша состојба од ковид, хоспитализиран на клиника 10 дена. Ми го препорачаа лекот ремдесивир, го купив од Косово и воопшто не е ефтин. По примени 6 ампули веќе се чувствувам подобро. Ми останаа 4 ампули, ако сака некој да ги купи, бидејќи планирам да ги вратам кај лицето од кој се купени во Косово. Контактирајте ме ако има заинтересирани. Но надлежните алармираат, лековите ремдесивир и фавипиравир не се докажани во лекувањето на COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче апелира лекови да се земаат само во консултација и по препорака на матичните доктори. Ниту едниот, ниту другиот не се докажани лекови дека помагаат специфично за оваа болест. Тоа се лекови кои што се докажани и дека помагаат во некои други болести и ситуации, така да не можеме да препишеме лекови кои што не помагаат за конкретна дијагноза. Дека социјалните мрежи станаа платформа за споделување на терапии за лекување и превенција од COVID-19, согласни се и доктори од клиниката за токсикологија. Доктор Антон Чибишев алармира оти употребата на лекови и витамини на своја рака може да заврши фатално или со трајни последици по здравието на граѓаните. Д-витаминот, кој што исто така се препорачува во некои енормни дози, може многу сериозни проблеми здравствени да предизвика, затоа што тој учествува во многу метаболни процеси и ја регулира или ја поттикнува работата на некои витални органи во организмот и некои жлезди со внатрешно влачење. Многу внимателно апелирам да не се зимаат на своја рака без консултација со стручни лица и без консултација со свој. Минатата недела Агенцијата за лекови ја одобри употребата на лекот фавипиравир во Македонија, но епидемиолозите утврдија дека тој ќе може да се користи само за време на болничко лекување и под надзор на специјалистите. И матичните доктори појаснија дека немаат добиено насоки да го препишуваат овој антивирусен лек на пациентите. Сепак, фавира се најде во фиоките кај дел од аптеките. Сумите по кои може да се купи се движат од 4300 до 5100 денари.